Здраво, Македонија! Продолжуваме со изданија на нашиот квиз, каде што ги сочуваме најдобрите од оваа сезона. Или, како што би сакал да кажам, судир на титаните во листа за 300. Денеска, знаете дека прво ќе ги поканам оние кои што се победници од минатото издание на нашиот квиз и се денешни домакини, а тоа се Мајк и Филип. Повелете! Мајк, здраво. Здраво. Филип, здраво. Здраво. Како сме, момци? Одлично. Супер, спремни. Спремни? Секоја сте спремни, да не се лажеме. Минатата партија беше одлична партија, барем како гледач од страна, ајде ќе кажам. Јак дуел. Да, јак дуел беше, имавме и доста поими, нели да кажеме. За втората тема 6, колку бе, 56, 64, првата беше равно 61. 61 равно, така да. На крајот како победници, но за жал, кога дојде моментот, нели, премиери на европски држави, направивме еден мал кикс и за жал не ги земи оние 50 евра кои што ги имавме освоено. Никако да поминемо на граница од 1000 евра земени во листа за 300, се вкупно. Се надевам дека денеска ќе биде тој ден. Ние се надевам. Да немате да дополните нешто, да поздравите некој. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Домакини, ваша домакинската кабина, повелете. А секако, во нашето студио се и нивните противници. Станува збор за еден од посилните надпреварувачки парови тука во листа за 300, а тоа се Ранко и Љубен. Повелете. Двајца момци. Добро вечер. Ранко, здраво. Поштовање. Љубен, здраво. Здраво. Како сте? Добре. Супер, сте се навестени, сте како што треба, расположени за игра. Секогаш. Одвајчека. Секогаш, да, супер. Баш ме милуи, затоа сте секогаш добре дојдени во нашето студио. Благодарим. Нема да ви го одземам многу времето, да не сакате да додадете вие нешто, да си поздравите некој или ќе чуваме за после. На сите што не симпатизираат, поздрав. Голем поздрав и од мене до сите што ги симпатизирате, Ранко и Љубен. Нема да ве Сите држам. генерално за сите гледачи. Ете така, супер. До сите гледачи на листа за 300, па и тие што не гледате, веќе ги поздравиме. Ранко и Љубен, почувате како предизвикувачи, знаете дека сега ве соочуваме за последниве изданија на нашиот квиз, најсилните од оваа сезона што се покажавте. Имате јаки противници, нас против вас, ја ќе видиме дали годините и мудроста ќе успеат да победат, нели, младоста. Така е. Како почувате како предизвикувачи, ваша предизвикувачката кабина, повелете. Хвала. Мајк и Филип, односно Ранко и Љубен, се сместија во нивните надпреварувачки кабини. Сега ќе ги провериме дали си работат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми понатаму. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на Мајк и Филип. Ранко и Љубен, дали се слушаме? Одлично. Одлично. Нема повеќе да ме деконцентрирам, ќе ве оставам да се аклиматизирате и да се фокусирате. Ќе исклучиме сега и вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Мајк и Филип, дали се слушаме? Да. Може да започнеме? Може. Да не ви го губам времето. Кратко, јасно и концизно. Ете, драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини. Домакините дадоа зелено светло за старт, што значи може да започнеме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска почнуваме со првата лицитација, односно првото надавање. Темата за истото гласи. Зборови кои почнуваат на буквата Ш. Бараме зборови од точно 4 или 5 букви што се содржат во официјалниот дигитален речник на македонскиот јазик и кои почнуваат со буквата Ш како Шпанија, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор може да го кажете само во еднина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на народи, компании, кратенки и слично. Мајк и Филип, дали не е јасна темата? 4-5 букви, така беше? Да, 4 или 5 букви. Добро, на Ш. Само на буквата. Ранко и Љубен? На Ш. На Ш, да. Ш и внимавајте, 4 или 5 букви, да не направиме туку откаде. Готово, договорени сме. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска таа улога, како што реков, им припадна на Ранко и на Љубен. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Ранко и Љубен, кога ќе имате понуда, повелете. 30. Колку? 30. 30. Започнуваме со 30. 35. 35. 40. 40. 43. 43.
45. 45. 7. 47. Две повеќе 47. 49. 49. Нека одговара. Да одговарат? Да. Ајде да видиме. Ранко и Љубен. Ки имате шанса да го отворите резултатот. Ранко ми рече да. Везе. Ова ми беше најдобра реакција до сега. Ракија, ај. Тере работа, како? Готово. Нема везе, 49 празни поли Што е ниваме. за нас? Се насмеавме што се насмеавме, но ја мислам дека ако се сконцентрирате, дека можете, сте имали Може. повеќе, сте, како да кажам, сте ги одговарале пак точно. Ранко и Љубен, 49 празни полиња, бараме зборчиња кои започнуваат на Ш на 4 или 5 букви. Повелете, да не бе. Штеп. Штеп. Така е. Шраф. Чекай да видиме. Не. Добра. Океј. Што рековме? Штеп. Штоф. Штоф. Пардон, не. Во ред. Никој не се брза Пардон, тука. пардон. Да, се слушам. Со 4 или 5, така? Да, 4 или 5. Штоф е точен. Шума. Шума. Така е. Шуми као глагол. Шуми. Така е. Шупа. Шупа. Така е. Шушка. Шушка. Глагол. Молика. Така е. Точен одговор. Шипка. Шипка. Шипка за играње или за мавање? Шипка. Само момент. За кабаре. За кабаре шипка. Така е. Штека кажавме не? Не. Штека. Штека. И штак. Тека. Еве го. Точен одговор. Потоа Штука. штука. Као риба. Штука како риба. Така е. Штама. Извини. Штама. Штама. Како тишина. Да, не, дали добро слушав, викам да не направам грешка. Така е. Штаб. Штаб. Точно. Штос. Штос. Така е. Штит. Штит. Точно. Шпил. 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 Карта. Да, така е. Шодер. Шовер. Тоа е отпад во железарски отпад. Аха, добро. Убаво те научивте што ново. Шовер. ВР. Шовер. Така рековме, да. Да. Шод, со Д. Со Д. Шодер. Шодер. Извини. Шодер. Ете, таман да научиме нешто ново. Железара го има на Тони. Не слушнавте за... Чекай. Што беше Шодер? Ранко, извини, уште еднаш да појасниме. Отпад. Како отпад во металургија. Во металургија Во отпад. црна металургија. Во црна металургија отпад, добро. Шобер. Ранко, може би нели во таа сфера се употребува, но очигледно се уште не внесен во дигиталниот македонски речник. Не знам што да кажам, ќе им поднесем овакво. Ќе ги скарам и таму да бидат малце поажурни и... Не. У реду е, у реду. Ранко и Љубен, многу ми е криво, мене ми е од една страна многу драго дека научив ново зборче, искрено јас се немав сретнато со Шобер, но ете, сега барем ако ништо друго сум Не го побогат ставиле, за... не го ставиле.
Да. Со штека се имаше сретното. Со штека, да. Со штека, да. Со штака не. Не, мори со штака си има, да, тоа е лошото. А со штека им имати бркано со штека. Дека многу бев добар во билјард. Да. Лажам. Да, како е за тоа во друга некоја прилика ќе зборувам. Ништо не е готово, Ранко и Љубен, си знаете. Па и да е готово. Имаме уште, па и да е готово. Не е готово. Не смее да е готово. Баш сте ми забавни тука и ќе смислам и бонус да ве задржам некако. Мајки Филип, честитки за првиот освен поен. Би рекол се на незагреаност ги фативте Ранко и Љубен, се уште не се загреани, но бидете внимателни, многу опасни противници се и не за џабе се во овие последни изданија на листа за 300. А зборови кои почнуваат на буквата Ш, кои што може да ги кажат, ги имаме тука шајак, шајка, шалче, шамак, шаман, шамар, шанк, шанса, шапка, шарец, шарка, шарм, шатка и така натаму ги има уште доста зборчиња. А сега, драги гледачи, е време за втората лицитација, се извинувам, за второто надавање и да видиме како тоа ќе помине доколку Ранко и Љубен успеат да го победат во ова надавање. Тогаш ќе играме пенали. А знаете сите дека тоа е мојата најголема желба, па да не должам повеќе. Темата за второто надавање гласи: Општини во Македонија во чие име се содржи буквата А. Извор: сајтот на ЗЕЛС. Бараме имиња на моментални општини во нашата држава во чие име ја има буквата А. Без обзир дали е името од еден или два збора и без обзир каде се наоѓа буквата А. Мајки Филип, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Ранко и Љубен, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората лицитација започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. Моментално во таква ситуација се Ранко и Љубен. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Мајки Филип, а Ранко и Љубен, кога ќе имаме понуда да слушнеме? 20. Започнуваме со 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 25. 25. Само секунда да... Важи, важи. Ајде 26. 20. 26. 27. 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 37. 31. 32. 32. Нека одговараат. Да одговараат. Да. Мајки Филип, имаме 32 празни полиња и ни треба 32 општини во Македонија кои што во своето име содржат буквата А. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Ајде, на сите тројца нашата аеродром. Нашата општина аеродром, така е. Погрешен одговор. Замисли. Точен одговор. Ајде мојот град Битола. Битола. Така е. Ајде нашата поранешна кисела вода. Кисела вода. До 2004 како е? Да, така нека. Точен одговор. Чаир. Чаир. Така е. Чаир, да кажете? Да. Центар, кажете? Центар. Точно. Центар жупа. Центар. Жупа. Шуто-ризаре. Или шуто-ризари. Така. Шуто-ризари. Така е. Сарај. Сарај. Точно. Газибаба. Газибаба.
Гостивар. Гостивар. Точно. Ајде, теарц. Теарца. Теарце. Така е. Брвеница. Брвеница. Така е. Маврово и Ростуша. Маврово и Ростуша. Дебар. Дебар. Маврово и Ростуша. Точен одговор. Се одиме со Дебар. Така е. Пласница. Пласница. Така е. Дебрца. Дебрца. Така е. Струга, ајде. Струга. Голем поздрав до Стружани. Така е. Вевчани. Вевчани. И до Вевчани голем поздрав, ова година не успеав на карневалот, минатата година на карневалот да дојдам и многу ми е криво што не ги видов голем дел од другарите таму. Точен одговор. Ај, твоето потекло не го забравя, македонски брод. Македонски брод. Така е. Сестра му македонска каменица. Македонска каменица. Така е. Могила. Могила. Така е. Новаци. Новаци. Чашка. Така е. И сега чашка. Така е. Богданци. Богданци. Или Богданци. Така е. Кавадарци. Кавадарци. Точно. Гелија. Гевгелија. Дојран. Дојран. Дојран познат како Дорјан. Така е. Валандово. Валандово. Така е. Струмица. Кажи нешто. Не. Струмица. Кажи струмица. Така е, точен одговор. Кочани. Кочани. И уште две ни остануваат. Виница. Виница. И Твоето работно место поранешно поздравиме со Крива Паланка. Крива Паланка, голем поздрав и до паланчани. Одамна не су бил да ги видам и во следна прилика до крајот на лето обавезно одам да ги гледам со нив. Мајки Филип успеваат да ги кажат оние 32 општини кои што во своето име содржат буквата А. Браво, Мајки Филип! Повторно одлично одиграна и лицитација и партија, што значи повторно ќе се дружиме тука на главната сцена да поминеме она илјадарка толку, како да кажам, посакувана, барем од моја страна, никако да не име битно толку многу. Ранко и Љубен, ве фатија денеска се уште не загреани, топло и времето више е многу не супер си беа. Не, таман работа. Децата се супер. Да, во сигурни раце оставате, како да кажам, иднината. Какви си иднината? Тоа ми е драго. Технологијата не зезна. Технологија да ме зеста. Ранко и Љубен, секогаш чест и задоволство кога сте тука во нашето студија, во листа за 300, секогаш забавни и ведри гости. Се надевам дека и во иднина повторно ќе бидете дел од нашиот квиз и дека ќе се дружиме уште многу години, така е. Но сега за жал морам да ви кажам чао. Пред да продолжиме понатаму и да ги поканам Мајки Филип да дојдат тука да ми се придружат на главната сцена, да пробам да одвојам некој кој што не кажа од нашите општини. Мислам дека не кажа. Карпош, потоа, не знам, Врапчиште дали кажа, Новаци, Пласница, Радовиш, Ранковце, Старонагоричане, Студеничани. Искрено не знам, 48 се на оваа листа, ние кажавме 32, тешко ми е да ги издвоам оние 16 волку брзо во момент. Сега, драги гледачи, ги повикувам Мајки Филип да дојдат тука да ми се придружат на главната сцена и да видиме дали ќе успеат да освојат парична награда, ако сакате и вие да видите. Останете со нас, затоа што се враќаме веднаш по паузата.
Мајке Филип повторно со мене тука на главната сцена и повторно ќе имаат шанса да освојат парична награда. Јас упорно набивам и чекам да поминеме на финансиска рамка од 950 од 1000 евра. Извини, сега сме на 950 евра. Значи ни фала барем 3. Требаше минатата да ги земеме тие 3 и да не одиме понатаму за мој мерак. Значи тука сте дојдени мене меракот да ми го. Значи сме со малце не се задоволуваме. Да, кажи. се не се откажува. Не ни дава срцето. Брат, искрено за тоа сум размислил еве за лото. Стигаш шеска ти се паѓа, така со седмица добиваш 1.000.000 евра, со шеска добиваш 3000 денари, брат. Кај е логиката во цела оваа работа? А од 6 до 7 една бројка те дели, малтене среќата ти отишла за ичпари. Така да почнам да апелирам и сакам да лобирам да стигне шеската на барем не убаво ниво 2-30.000 евра. Што е ова да знаеш шеска кога си освоил да можеш да се пофалиш? Да, Не играм лото. Затоа мине не става директор на лотарија. Ќе отидат одма овако, ќе банкротираат. Да се вратиме на она што си го знам, да си го работам, а тоа е листа за 300. Пред да ви ја соопштам темата на брзинка само да протрчаме низ нашата листа која е составена од 15 празни полиња кои што ако ги испишеме со точни одговори ја освојуваме онаа максимална сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100 евра, за 950 евра, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си одите од тука со парична награда од 300 евра. Темата ми е подготвена. Нема да ве прашам како стоите со географија, на сите малтене теми сте се покажале како слави сте географија, некако не ти верувам. Добро слушајте и вие, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на темата. Градови во Канада и Јапонија со над 500.000 жители. Бараме градови во државите Канада и Јапонија кои имаат повеќе од 500.000 жители. Мајки Филип, дали ни е јасна темата? Одлично. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Торонто. Торонто. Торонто, Монтреал и Ванкувер. За Отава, не сум се. Мала е Отава. Така е. Едмонтон. Едмонтон. Така е. Калгари. Калгари. У Калгари за 50 евра. И 50 евра се важи. Не ве прашувам ништо, знам дека одиме понатаму. Монтреал. Монтреал. Така е. Хамилтон има околу 200-300 не е помало. Ајде, Ванкувер. Ванкувер. Точно. Кој ова Винипек? Нема да. Кој се 15? Не, толку се 500, нема мали се тие. Оние Мисисауга, Лондон, Отава се помали по 200-300. Нема Отава. Токио. Токио. Токио, барем знаеме, стана збор за најнаселениот град у светот. Колку имаат сега веќе? 40 милиони? Зависи за што се рачуна, дали... Да, тој како градоделот околу 15 милиони, знам, читава со цела околина за околу 40 милиони. Пример, канадските и американските многу малци има што имаат голема, да речеме, голем број на жители, пошто се рачуна, да речеме конкретно кај Торонто, речеме Мисисауга, не го рачуна до Торонто. Да, кои се градски населби? Тие честито за 100 евра сега приметив, дека се замуаветив. Да си кажам ја тоа што сум се наумил и тоа е тоа. Што правиме? Одиме понатаму или... Да. Кјото. Ајде. Кјото. Нагоја. Осака, Кобе, Јокохама. Така е. Јокохама. Јокохама. Јокохама и гуми имаше? Да. Така. Има Кобе сигурно. Сигурен? Сигурно. Што има гуми или сигурен си за... Има и Кобе. И гуми, ова кажи, за се сум сигурен, така е. И за 150 евра? Кобе. Кобе. Ова. Хирошима. Да. Сапоро. Хирошима. Не, Сапоро, горе на север, мало градче е Сапоро. Така е, 150 евра, што значи сега севкупната сума ни е 1100. Да. Хирошима. Сега претеравме. Ако ги освоиме. Не, ќе ги освоите. Хирошима. Хирошима. За жал, Хирошима не е позната толку по бројот на жители, туку нели и по она што се случува пред самиот крај на Втора светска војна и по изгубените животи. Да. Но така е, точен одговор. Осака. Осака.
Еве го, тука и Осака, така е, 11 точен одговор. Нагасаки мислиш? Много помало. Скоро имаш околу 300.000. Помало е тој сега. Мајки Филип моментално одговара за 200 евра. Еден одговор им фали од таа сума, а после тоа баш ме интересира дали ќе продолжат на 300 евра, затоа што ваква шанса се добива само еднаш. Да, Нагоја. Нагоја, кажеме Нагоја? Не. А, пресказ можеме да. Нагоја. Нагоја. Не е туку прашање многу точен одговорот, малце да ви стимаме вашето. Не, А за друго, ја некако се ова ми се плачете, некако се почна да сомневаат во себе. Така е, точен одговор. Не, дали И 200 евра се ваши. Сега, што правиме? Размисли убаво, затоа дали- што сме на чекор до 300 евра, но исто така е еден мал кикс, да, и мал чекор до 0 сме исто така. Мал чекор и до 300 и мал чекор до 0. Дали кај Канада се рачунат метрополитенските области или строго само градот? Да речеме, пример, Њу Јорк строго само градот е 8 милиона, се метрополска област е 23 милиона. Така. У тој стил прашав. Исто и Торонто. Торонто се Како што кажат. Вака, ги бараме според листа на градови, што ни се над 500.000 жители. Да. Не, од таму. Ево сега, на City Population и World Population се рачуна така, а на нивните цензуси што ги прават ги рачунаат строго само градовите. Ако да не ризикуваме да се Чекај, земе песне. јапонски бе, оста ги Канада Јапонија се населени како луди. Да. Чекај, Јапонија. Чекај, кој други имат? Toyota, мислиш дека има Toyota? А игра? Да, бе, град е Toyota. Да, седишто на Toyota е во Toyota. Sad, дали има... Не е толку големо градче, тоа е на југот од Токио. Чекај, други јапонски градови да ја размисли. Не. Окинава, не, мало е Окинава, не. Не да се јас не сум сигурен. Химеджи може да има. Откажи ме. Си земеме 200 евра сигурно. Ајде. Што е тоа? Имате уште една шанса, си обезбедивте учество и за следното издание на нашиот квиз. Може чисто да пробаме Да, секако дека може да пробате. Ајде. Нагасаки. Нагасаки. Само момент. Не, Нагасаки ќе беше погрешен. Отава дали? Отава? Тука се мислевме на Нагасаки, знаеме дека околу 300. Отава точен. Значи, ако Винипек Нагасаки е 400.000 жители. Да. Ти ќе биде. За малце, за само 100.000. Да, там добро. нека е помало си. Добро, да. Сега идевме на посигурно Супер одиграно. Прошо да се клизвавме за посигурно. Не, многу паметно изиграно. Ете, да не ви биде ни криво на крајот и самите. Убави си се приспитавте се и си земавте 200 евра, сума која што е лесно делива. А и башка на мој огромен мерак сега се вкупнат 1150. Така е. Профи, честитки уште еднаш и на мој огромно задоволство се дружиме во следното последно за оваа сезона издание на нашиот квиз. А, драги гледачи, можам само да ви препорачам да останете на програмата на телевизија Сител и секако да го чекате следното издание на нашиот квиз. Но пред да ви кажам чао. Градови во Канада и Јапонија со над 500.000 жители. Тука ги имаме во Канада: Ванкувер, Винипек, Едмонтон, Калгари, Квебек, Мисисауга, Монтреал, Норт Јорк, Отава, Торонто, Хамилтон. А во Јапонија ги имаме Токио, Јокохама, Осака, Нагоја, Сапоро, Кобе, Кјото, Фукуока, Кавасаки, Хирошима и така натаму. Со ова, драги гледачи, го завршуваме денешното издание на нашиот квиз. И на крај можам само да ви кажам, не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!